студиото со вас, Валентин Николовски. Почитувани гледачи, добро вечер. Вечерен преглед на најважните вести и теми на денот. Ослободување од вината побара адвокатите на тројцата обвинети од групата на Љупчо Палевски за убиството на Вања и Панче. Ослободување од вина бара и адвокатот на таткото на Вања. Одбраната на Палчо ќе даде завршни зборови на следното рочиште. Ослободителни присуди за убиствата на Вања и Панче бара одбраната на обвинетите. Владко Кешишев се плашал од Палчо и му бил поданик, но не учествувал во убиствата, ниту во грабнувањето на Панче Жежовски. Неговиот адвокат бара да биде ослободен од убиствата кои му се ставаат на товар, а да одговара само ако има евентуална вина за грабнувањето на малолетната Вања. Бара судот да има предвид дека токму Кешишев, поради грижата на совест која е имал, ја одвел полицијата докаде што биле закопани телата. Сметаме дека единствено она кое што самиот Кешишев потврди дека имал учество е во делот на грабнување на оштетената Вања Ѓорчевска. Сметаме дека и овде нема делови за нема основи за соизвршителство, а уште помалку за соизвршител во делот на убиство на Вања Ѓорчевска. Одбраната на Боре Видевски пак смета дека обвинителството не изнало никакви докази дека неговиот клиент е некако вмешан и во киднапирањата и во убиствата. Бара ослободителна присуда бидејќи целата истрага според него е политички монтирана и аматирски изведена, а целиот случај бил изведен како театар пред јавноста. Јавното обвинителство во сета оваа постапка се базираше само врз основа на предпоставки, само врз основа на конструирани изјави и само врз основа на изминено признание и на исказ на 20 од обвинетите. Вели Борманев пак да одговара само за киднапирањата на Вања и Панче, но не и за нивните убиства, бидејќи тој не знаел дека грабнувањата на крајот ќе завршат со убиство од страна на Палевски. Тој самиот признал, вели неговиот адвокат, за вмешаност во грабнувањата, но му укажал на Палевски дека Вања не е жената која требало да ја киднапираат и му посочил да ја пуштат. Имал претходно договор со другите обвинети, но немал умисла за извршување таков вид кривични дела, а инкримираните действија кои ги презел при извршување на кривичните дела грабнувања немаат елементи да представуваат основен придонес за извршување на кривичното дело убиство. Во неговите действија нема елементи пред законското битие на кривичното дело убиство и нема каузалитет помеѓу преземените действија, поради тоа што против овие кривични дела барам судот да донесе ослободителна присуда, кажа адвокатот на Манев. И Владимир Туфекџик, адвокатот на таткото на Вања, бара неговиот клиент да биде ослободен од вина, бидејќи обвинителството немало доблест да го повлече обвинението, иако немале никакви докази против него. Самиот јавен обвинител на 11 јуни 25 година во завршен збор кажа, цитирам, не постојат докази за поврзаност или комуникација помеѓу таткото и Љупчо Палевски. Следното рочиште завршни зборови ќе даде одбраната на Палевски, како и сите обвинети. На минатото рочиште обвинителството побара доживотни казни за Палевски, Видевски, Кешишев и Манев, а таткото на Вања да биде казнет со соодветна затворска казна. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Какви се прогнозите за цената на нафтата и гасот по ескалацијата на војната на Блискиот Исток? Дали ќе се соочиме со нова криза и високи цени, како на почетокот на руската инвазија во Украина? Во жива прашувам Наташа Мерсовска. Тино, првиот човек на регулаторната комисија не очекува драстично зголемување на цената на нафтените деривати, иако овој скок од 20% за само 5 дена ќе влијае врз крајната цена која што ќе се формира следниот период. Сепак оние пикови во 2022 година, кога дизел литар се продаваше за 110 денари, а бензините над 116, според Бислимовски нема да се повторат. Од владата велат дека будно ја следат ситуацијата, стоковите резерви се полни и до крајот на годината очекуваат да ги зголемат количините. Сепак доколку дојде до некој драстично зголемување на цената на нафтените деривати, ќе реагираат соодветно за да го заштитат стандардот на граѓаните и на бизнисите. Инаку Тино, само за подсетување, поранешната влада во 2022 година за да спречи ценовен шок се откажа од дел од акцизата, а го намали и ДДВ-то од 18 на 10% за нафтените деривати. Деталите ги гледаме од прилогот кој следи. Тензиите на Блискиот Исток ги вивнаа цените на нафтата и гасот на светските берзи. За помалку од една недела поскапеа за 20%. Ако состојбата меѓу Израел и Иран ескалира, водечките енергетски компании
како Shell, Total Energies и Enquest предупредуваат на сериозни последици врз глобалниот енергетски пазар. Шефот за надворешна политика на ЕУ вели дека се размислува за ограничување на цената на нафтата. I think that we should move forward with the oil price cap, especially because of the tensions also in the Middle East. The whole idea of the oil price cap is actually to lower the prices. I think we shouldn't end up in a situation where the situation in the Middle East will increase the oil prices and actually also make Russia to earn more, because that means that they are able to fund their war machine. Состојбата будно се следи и кај нас, иако цените се далеку пониски од пикот во 2022 година, кога литар дизел се продаваше по 110 денари. Од регулаторната комисија вела дека скокот ќе влијае врз цената која ќе се формира следниот период, но за сега драстично поскапување не се очекува. По последниве 5 месеци имаме највисока цена на суровата нафта на светските берзи и тоа се одразува на цената на нафтените деривати, кои што ние ги користиме при пресметката на крајните цени за бензините и за дизелот во Македонија. Во истиот овој период имаме одредено намалување на курсот на доларот во однос на денарот и во однос на останатите валути и тоа до негде ја облажува оваа ситуација со високите цени на нафтените деривати на светските берзи. Да се надеваме дека оваа криза брзо ќе заврши и цените на дериватите ќе се стабилизираат. Повеќе загрижува скокот на цената на гасот, која од 32 евра за мегават час за 5 дена скокна на 40 евра за мегават. Тоа би можело да влијае врз цената на струјата. И она што е карактеристично е тоа што секогаш цената на електричната енергија на европските берзи ја прати цената на природниот газ, така да имаме и тренд на зголемување и на фјучерсите за третиот квартал од 2025, од 2004 квартал и од 2026 исто така. Од владата велат дека во моментов состојбата со нафтени деривати е стабилна. Стоковите резерви располагаат со соодветни количини, односно можат да покријат 76 дена од просечниот дневен увоз, а до крајот на годината се планира да се зголемат резервите. Доколку дојде до евентуален пораз на цената на нафтени деривати, од владата додава дека ќе бидат преземени мерки за заштита на граѓаните и на стопанството. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Проширувањето ќе биде во фокусот на данското претседавање со Европската Унија кој стартува од 1 јули. Министерката Бјере, која престојуваше во Скопје, смета дека сега е моментот кој Македонија треба да го искористи, но остануваат обврските и реформите кои мора да бидат завршени. Моментумот е тука и ве молам да го зграпчите овој момент. И сега, со нашето предстојно председателство со Советот на Унијата, ќе ви кажам дека ние не можеме самостојно ова да го туркаме. Ние сме тука конструктивно да работиме со вас, со Северна Македонија, за да можеме заеднички да ги видиме каде можеме да напреднеме, во кои делови да можеме да го оствариме напредокот. И затоа сме денеска тука да ве поддржиме во овој напредок. Секако тој треба да биде заснован на исполнети реформи, на сите оние барања кои што треба да ги испорачате. Проширувањето на Европската Унија мора да се води исклучиво според копенхашките критериуми, објективни, мерливи и еднакви за сите. Во време кога процесот е изложен на притисоци и тенденции на билатерализација, токму овие критериуми се нашата заштита. Тие се потсетник дека европскиот пат не смее да се условува со прашање надвор од суштината на демократијата, владењето на правото и функционалната пазарна економија. Веруваме дека под лидерството на една кредибилна земја членка, како што е Данска, ЕУ ќе може појасно да го артикулира својот ангажман кон регионот и да покаже дека процесот е не само жив, туку и остварлив. Се уште нема конечен договор за соработка меѓу Таравари и Ахмети. Доброупатени извори велат колку и Таравари и Ахмети да посекуваат соработката, сепак најдуваат на отпор кај останатите партнери во фронтот, особено крилото на Села, кое се уште не го простува тоа што токму Таравари првично ја напушти алијанса. Во меѓувреме Европскиот фронт се уште е под притисок на владачката Вреди за преземање пратеници. Според информациите од Вреди, за ДПА на Тачи веќе се чува место заменик министер во одбрана. Од ДУИ вела дека секоја партија одлучува сама за себе.
Секоја партија, политичка партија го има правото да одлучи за својата стратегија и своите постапки кои ќе ги преземе во следниот период. Цениме дека наредните денови ќе имате повеќе информации и ќе излеземе со јавни информации. Лидерот на ЗНАМ Максим Димитриевски, кој гостуваше во Дневникот на Сител, потврди дека во тек се разговори со ВМРО-ДПМН за заеднички настап за избор на градоначалник во одредени општини. За Куманово Димитриевски вели дека има поддршка од коалициониот партнер. Да, разговараме интензивно, мислам дека ќе се постигне таков договор, не се работи само за Куманово и за други општини на територија на Македонија, но ќе сочекаме да се официализира. Ако веќе имате некаква начална поддршка, тоа значи дека ВМРО-ДПМН нема да оди у Куманово со свој кандидат, да речеме, кои други делови, например, во општина Центар, можеби нема да оди со свој кандидат. Разговараме за поголем број на општини на територија на Република Македонија и не би сакал да шпекулирам во јавноста, се дека тие разговори не бидат завршени, се работи за повеќе, не за една или две општини, туку за повеќе општини. Таму кај што сме постигнале најдобри резултати на председателските и парламентарните избори, сметам дека имаме апсолутно право и можеме и доволно политичка сила и поддршка од граѓаните да промовираме или да номинираме наш кандидат, а на крајот на граѓаните да одлучат. Доктори и здравствени работници да се паркираат надвор од кругот на клинички за да има паркинг за пациентите. Ова е само едно од можните краткорочни решенија за сообраќајниот хаос на скопските клиники што го планира Министерот за здравство. За кочани и третманот на повредените од пожарот, целиот процес ќе го води Министерството, откаде ќе координираат што е потребно. Го добили барањето за итно вработување медицински кадар во Кончанската болница. Паркингот, за жал, во моментот не е ни мапиран кај да се паркира кола, ќе почнеме од базичните инфраструктурни чекови активности, за да видиме точно колку паркинг места имаме внатре. По нашата анализа длабо која што ја правиме, ќе видиме колку имаме пациенти во кои што ги користат тие паркинг места, колку имаме вработени и после најверојатно ќе излеземе со решение, со некој оптимално решение, краткорочно уште еднаш. Ние како Министерство за здравство во фокусот ни се кочани, но исто така да не заборавиме дека мора да ги обслужиме сите граѓани на државата. И итно ќе делуваме и во кочани во сите други здравствени установи, се со цел да може непрекинато да им се дават услуги. А во Кочани се уште има угостителски објекти кои работат незаконски. Веде градоначалникот поднесе кривична пријава за дел од нив. Градоначалникот на Кочани поднесе кривична пријава за незаконско работење на угостителски објекти. Во обвинителството достави документи со кои пријавува угостители дека узурпираат простор, работат спротивно на законите и ја загрозуваат безбедноста на граѓаните. Како е возможно да се толерира работа во дивоград? Дали има контроли и што значат тие контроли од страна на државен пазарен инспекторат? Зошто се дозволува работа во тие дивоград? Сакам да прашам до Агенција за храна и ветеринарство, како е возможно да се добие ХАСАП дозвола за угостителски објект кој што служи храна, доколку кујната е дивоград? Исто така, сакам да прашам, како е возможно да има приклучок на струја во тие угостителски објекти? Од Агенцијата за храна и ветеринарство, кои беа прозвани од градоначалникот преку соопштини, информира дека тие не се надлежни да постапуваат за издавање дозволи за работа на угостителски објекти. Од пазарен инспекторат вела дека само на територија на општина Кочани досега се извршени над 30 координирани контроли на сите надлежни институции. Констатирани се неправилности и недостатоци кај 20 угостителски објекти и изречени се прекршачни со платни налози. По извршените контроли ја известивме општина Кочани и секторот за урбанизам, како надлежни за констатираните недостатоци да постапат по нашите забелешки. Опозицијската СДСМ со нови обвинувања кон власта за трагедијата во Кочани. Од партијата објавија дека дошле до податоци со кои тврдат дека ВМРО-ДПМН се обвидува да сокрија вистината за неголемата трагедија во државата. Тврдат дека фирма донатор на ВМРО. Она што ВМРО-ДПМН треба да го одговори на македонската јавност е дали Салтировски консалтинг, сопственост на сопругата на началникот на СВР Штип, служела како фирма
нема параван за прибивање на рекет од локалите кои биле зоставени од контролата на полицијата, како што бил примерот со дискотеката Пулс. Владеачката партија тврди дека истрагата за кучење од страна на МВР е спроведена во целост и никој не е поштеден. Ги обвинија СДСМ дека користат трагедијата за партиска кампања во пресретни изборите. СДС не само што не знае за правда воопшто, туку оди и понатаму. Злоупотребува смрт на невини лица. Според наши информации, СДС имале состанок на кој присуствувале повеќемина од раководството и токму на тој состанок договориле Кочани да биде дел од кампањата во следниот период. Миријана Давидовска, Сител телевизија. Следите